Собраме ги, да не ги фане слана. Собраме ги. Значи, дека ги сместувате? Па имаме си гаражи, подруми. Моловки. Па моловки повеќе, моловки. Почнува грижата за цвеќињата. Граѓаните ги заштитуваат од студот. При крај на октомври тие пополека се собираат и се носат во подруми, ходници и затворени тераси, за да се заштитат од студот и сланата. Некои ги внесоа веднаш, други се уште ги чуваат надвор, надевајки се на уште малку топли денови. Но грижата не престанува со внесувањето. Растенијата секој ден бараат љубов и внимание. Потребно е умерено наводнување, отстранување на жолтите листови и нега. Само така цвеќињата ќе останат здрави и ќе процветат повторно на пролет. Собраме ги, да не ги фане слана. Па на топло ги ставаме. У гаража, у соба некаде дека што не живееш таму за цвеќиња само што се и така. Па сакат, ама некако сега летото помалку ги вадаме да не... Па не бива, ако ги многу вадиш. Немат воздух, они затворени се. Собраме ги. Значи, дека ги сместувате? Па имаме си гаражи, подруми. Треба да се става. Треба да се става помалку. А на колку време така? Па засушате се, пробам така, видам. Па што по житеја треба да се собереме ги да не прават ѓубре. Прскат ли се зимно време? Не, ја не прскам. Моловки. Па моловки повеќе, моловки. Не сум по пазарите да купувам, да макнам. Па пролет додека се стопле. Па тоа секој мора, кој ги обожава, мислам дека би треба да ги сместе на друго место. Да не замрзнат за зимото, да, значи на пролет пак ги пресадуваат. А па види, кај мене се мали терасите, ама увек ги ставам во подрум. Ставени ли? Сега, не се ставени уште, има цветови уште тие, некои, не се ставени, али за некој ден ќе ги сместим во подрум. Оние што немаат каде да ги внесат цвеќињата ги заштитуваат на терасите, каде што се подалеку од најсилниот студ. И таму грижата продолжува. Редовното наводнување и тргање на жолтите листови клучни за да се преживее зимата. Што има тоа? Иначе нема место некај да ги чуваме некој. Ево, ја немам ни подрумни ништо на терасата. Што изгиси, нема до години здрави. Па малку од малку ќе зашитаме, стана вреќе. Колку ќе издржат, издржат. Тоа е. Преку зимата, особено кога температурите паѓаат под нулата, цвеќињата мора да се внесуваат во топли простори за да не измрзнат. Без соодветна заштита, студот може да ги оштити или уништи. Затоа вниманието и редовната нега се клучни за да се сочуваат здрави до пролетта, кога повторно ќе ги красат домовите и дворовите.